3, 2, 1. Давичи, Здраво, правиш? супер, Добър? на подкаст. Леле, ще се насмяваш, ще си отмещен. Добре, ще ме не ти кажеш. Да, И аз не ми е толкова скриена локацията, че на студиото към мен е да, много. добра приказна имаме за... Ама беше интересно. Да, дефинитивно. Значи ти, айде да не довариш Сокола, взема... Не, да не взема доваям такси. пешки, Да не довариш да се пешки. снайдам. Да се снайдеш. Викна такси и викаш, дай ми адреса. Давам ти адреса. И Бишуя вика, аз мисля, на къде съм тук. Трябваше 10 лева в една лева. И я как пишувам, как трябва да дойдеш. И довага, и аз само ще излагам минимум такси. Това да горе. Воза горе, Па. горе. И пас греши. Кай канал съм само горе, къде стоя да ги закачаш. Не, поне на реклама. И викам, бе, дека и се мила с па таксисто и застанувам го, викам, бе, дека остави, викам ти дед. Бе, там горе, викам, се върни го до себе. А вика тук да кажеш, ти излаваш, викам, добре, викам. Да, найдеме се конеш. Това ти е може била най-проблематична ситуация да сега с Огустин, или? Епа да, обично се ногиме, ама дешава се. Не е Да, проблем. добре. Да църквам някой път някой мап. Да. Да. Завърши ли школа за днеска? Завърши, да. Колко година си ти? Трета, Трета година? средно. Средно. Да. Кой правец? Учим УСАВА, природното школа, информатика. Информатика? Да. Интересно. Да. Интересно. Що правим имате на реклама? Имаме. УСАВА имаме от тия стандартните предмети, да речем, македонски, математика и английски. И по 3 предмети на полугодие, односно 3 предмети първо полугодие учиме, 3 други различни второ полугодие, онака от струката, да речеме. Мгм. Моментално ги учам Photoshop, AutoCAD и Corel. Стварно? Да. Да. Да, то е то. А първото полугодие повече не беше нещо веб дизайн тестил. Така. Да. Ама, мислиш, добре, задоволен си от... Па да, много по-близко е до този аз ще го работя, да рече. Браво. Не знам каква е споредбата помежду кога одеш, пример, на школа или на някоя академия по такви някои програми како Photoshop, како Corel Draw, како AutoCAD или нещо, или сам да се научиш при някой контраст, сам да се научиш преко YouTube видеа или преко нещо такво. Според тебе, що ти помага повече време? А я искрено ние есенциалните, да речем, Adobe програми ги работам още от много по-мал, да речем, да съм ги совладала на Captain Pro левел 7 отделение, нека да накая. Да съм ги ептен Браво. докторирал, да речеме. Така да немам некој онака посебен, мислам дека ако одам на некоја академија, нема нешто посебно да ми придонесе нешто, некоја ново искуство, туку од сега па натаму тоа што ќе го научам, што ќе се подобрам, ќе биде од пракса. Така. Да. Я мислам дека самата пракса самата пракса е по-добра за такви некои Да, работи. да. Оти на школа, примерно школа. Сега не спавам кричар, но обед си правим. Неко на часови па може да ти покажат отиди там или ово, или некој да ти даде нешто совет, ама мислам дека повеќе е до сами од себе, примерно, Дефинитивно. или посебно некои програми како After Effects. Мгм. Значи тоа може да научиш примерно преку туториали нешто кое кај, ама па до твоите имагинации, до твоите Баш креативности кај највеќе. Да. Другарка и Маја цело време прекалус поздрав. Такво Платена реклама. платена реклама, да. Цело време збори за тоа како нели преку академиите мислам дали па учи се, ама она мислам дека според неа пое некако ефективно да така нели сам да се научиш. Да. Добра, како мислам интересно ти е било нешто као од помал за нешто си правил, пример викаш до 7 отделението или што се правил ти додека си другите играле? Нешто или кога се одили некаде, пример, не знам. Што се Гледај, правил јас седмо отделение? да речеме, другите кои си играле, јас сум си играл само што пример кога сум си дојдел дома порано и уште нели YouTube сите сме гледале и гледаме и ќе гледаме, мислам дека. Ама онака од секогаш ми е било јутубери, баш оние некои влогови и такви некои работи, пример Casey Neistat 2015 ми беше на мене некој онака феномен и многу голем
впечаток и онака мислам дека влијание за почеток јас да се одлабочам, да речеме, у видеото. Ја уствари не сум знал дали, мислам не знам дали знаеш, ама беше јутубер едно 2-3 години. Ти? Да. Да. Не знам. Каналот ми се викаше Давид Манев Vlogs Добре. и правеше влогови и каналот го почна мислам дека 2016 ми беше објавен првиот влог. Добре. И последното видео онака со содржина слична на таа што ми е правил колку се тоа 2 години. Ми беше мислам дека октомври 2018, не сум се сигурен точно. Значи тие 2 години еве да речеме YouTube, тоа што беше јутубер доста многу ми помогна да се да дојдам на тоа ниво што сум денеска, дефинитивно, дека не сум бил и многу луѓе запознаш што ден денеска онака не само за видео, туку и за личен развој ми имат помогнато. Така дефинитивно тоа и ама мислам дека онака тоа ми беше посериозно да речеме и некој поуспешен дел у јутуберството. А пред тоа онака како помал имам ставано на некои други канали, знаеш, оние на Notepad, што пишуваш, што се представуваш мислам на твојата публика од 5 души, некој рандом. И тоа од прилика, мислам дека си GP на своето време, сега GP немам поема кога е почнал, ама знаеш, онака среќен сум што сум го почнал тоа на тоа релативно млади години. Да. И тебе сега на 18, мислам со позадина улавам у возрастните години. Да. Мислам тоа е многу добро, ти имаш неколку години, повеќе години искуство, некој што еднос сега ќе почне да го нели, сега што ќе почне да собира тоа искуство или еднос почне да се учи, значи ти имаш некоја предност од неколку години. Да. И не треба да злоупотребаш таа. Точно. Предност не треба да се опушташ, примерно ти. Ако се опушташ малку, губиш и предноста и ништо не се. Дефинитивно. Значи, мој совет е што си тераш да се продолжиш и со тоа темпо да се тераш, да не застануваш. Да. Така, од таков некој аспект. Значи, ти си од тие профили на луѓе што креативноста е малку повеќе изразена, така ли? Мислам дека тоа е треба да го каже некој од страна. Така. Пошто некако не можеш, мислам дека сами за себе да си кажеш дали си креативен, ти се гледаш како тоа што си го правиш секој ден. Нормално е тоа за тебе. Да речеме за некој како тебе може тоа да изгледа креативно или не толку креативно. Мислам дека субјективно малку. Како што збориме пред подкастот, дека секој си има свој поглед за тебе. Да. Секој си има свој поглед и за тебе, нели, и за светот баш. Точно. Реална интересна тема, многу на брзина. Не, според мене, сега викаш од страна, според мене, по тоа што гледам како правиш, значи малку се бавиш со фотографија, малку се бавиш со видео едитинг, малку се бавиш со бренд, со клодинг, со друго, ќе навлеземе помалку у се. Пример, тоа на мене ми кажува дека има нешто што е тлеало у тебе или што доваѓа некој израз или ти на некој начин, пример како јас сега, тражиш некој начин да се изразиш. Дефинитивно, да. Некој начин експресија. Сега секој си има различен начин на кој може да се изрази. Или уметнички дел, или пример креативниот дел, или не може да е креативен дел, може да биде некој пример луѓето што работат со бизнеси, со инженерство и со сега, они си имат па нешто друго што треба да изрази. Значи може да е што знате, пример некои што се архитекти, ја мислам дека имат некоја доза на перфекционизам што сака да ја изразат или нешто, пошто таму има, видел си на што цртат архитект. Има големите такви некои како листови со мали коцкички. Да. До нерви, брат. Дефинитивно. Да. Значи секој си тражи некој начин да се изразува. Мислам и тоа се класика у тај поглед. Ти си најдел некој начин што ми е баш онака инспиративно и ми е, како да кажем, импресивно, да таа експресија да е малку
да е малку, да речем, укрстиш со некој бизнес аспект, со тоа што си имаш отворено, си имаш почнато бренд за облека, така ли? Така е. Он се вика Unknown Movement. Movement. Да, значи на Instagram си Unknown Movement, Unknown.movement. Да. И што е филозофијата позади Unknown Movement? Што ти има натерано да го направиш да го направиш бренду, или што е тоа што е тлело тебе па сакаш да изразиш преку Вака Unknown Movement почна 2018, значи тоа годината кога ја заврши со YouTube, заврши официјално да речеме. И некако секогаш сум имало некоја пасија, мислам дека спрема обликата и спрема може и тоа е некој вид на, сигурно е некој вид на самоизразување, како ти што викаш. Мислам да некоја потреба да се баш тоа, да се изразиш како се осеќаш или како што те инспирира или како и да е. И Unknown Movement почна 2018, јули 17 ги објави првите 3 парчиња и уствари мислам, како гледаме нема некоја баш поврзаност, ама јас првичната идеја ми беше да направам некој како мерч што би го носили јутубери. И тоа да речеме да сум го таа идеја да ми ја дојдела 2017, да речеме, тогаш сум малку 13 години и чепкаш, знаеш, на Photoshop, на ваму, таму инспирира се, гледаш. И првото име што требаше, како требаше да се вика тоа нешто мое, беше влогер. И направи јас неколку дизајни и како задоволен беше, ама не ми беше нешто како ставија идејата на масата, знаеш, окей ми изгледаше, ама не беше нешто немаше го тај жар у мене, да речеме, не ме толку понесе како за онака ептен да се запалам и да почнам да го правам посериозно. И окей, сега и пред тоа ме прашаvam нели од кај дојдело. Немам некој одговор, едноставно таа фраза ми е била секогаш онака кул. И нешто посебно чувство сум имал некако за збора, онака кул ми е изгледал, нема некоја тука посебна филозофија околу самото име. И кога ги направи, значи влогер, како што кажа, постои, после нешто исто така почна да чепкам, Unknown влогер да го заменувам со Unknown и некако, знам се кејам се еден момент, баш на дено, направи 3 дизајни, значи Unknown, 3 различни варијанти, и онака ги погледна и баш тај жар што ми фалеше за влогер, ми дојде. Така. У моменту и кажај на мајка ми, пошто со моите секој се биле многу отворени, секој се ме поддржувале, знаеш, мислам дека без нив не ништо да во не мало да биде. Кажај на мајка ми, сакам сериозно, пошто тогаш сум бил мал 13 години, 14, да ми најдеш некој што може да ми ги направи мајце, да ми ги испечати и да конечно да почнем со тоа. И така се создаде, да речеме, онака Unknown, и некаде таму мај-јуни 2018 сум ги направил мајците и дојде време да отвориш Instagram акаунт, со самото отворање мислам дека во време на Instagram акаунт така си го почнеш и бизнисот. Да, дефинитивно. И значи Movement не постоеше се додека јас не го отвори Instagram акаунт. Movement не беше дел од Unknown во никој случај. И кога дојде време да го одберам юзернейм, пишувам Unknown нешто, пробувал сум некои варијации Unknown МК или немам појма, сега не се сеќавам точно. И после викам, чекај, знаеш, онака да не го брзам, ама у ист момент да не го брзам, ама и да не се ептем продлабочувам у името, затоа што Unknown ми е избрано, второто што ќе биде онака презимето да речеме, ќе биде секундарно. И у тај момент ми дојде Movement и уствари тоа мислам дека вака сега кога гледам веќе 3,5 години по отварањето на брендо, мислам дека е било онака најперфектниот збор што сум можел да го ставам до Unknown, пошто го замислувам, од секој сум го замислувал како некое баш движење, како некој комјунити, некоја онака група на луѓе што се осеќаат исто спрема некои работи, да речеме музика. Може да се рече баш оние луѓе што имаат потреба сами да се
да се прикажат на свето, да речеме, со обликата овај случај. Дали тоа ќе биде, сакам некој кој ќе облече unknown, онака да го гордо да се осеќа. Така. Да. Така. Да се Тоа усеки е малку. накратко. Да се усеки малку, Да. како да кажеш, како дел од некој движење. нели? Да, еве, сега веќе ко сум, мислам, враќа ми се филму, исто така, морам да го спомнам, има еден бренд, не знам дали си слушнал, веќе онака затворен, мислам дека лани стави официјално крај, Раце горе. Да. Раце горе. текно. Еве, јас Раце горе го откри 2018 и јас Раце горе кога го откри беше, значи, како K17 што ми беше 2015, кога ми беше Раце горе, дека постоje Така. некој човек или луѓе, уште не сум сигурен. Имало некои луѓе од Македонија што го прават тоа што потенцијално јас би го правил натаму, сваќаш. И кога си ја купи јас првата мајца од Раце горе, чувството кое облече мајцата беше оноа чувство што натаму би сакал јас на некои луѓе Да го предадеш. да го предадам со unknown movement. Браво. Да. Браво. Значи не е само некој каже бе мајца, облика, бе. Да. Не, значи има си Дефинитивно. Има си цела, како да кажем, цела филозофија околу тоа како се обличуваме или што носиме или на кој начин се изразуваме. Дефинитивно. Тоа и тука баш можеш многу длабоко да навлезеш во тоа што сакаш, нели, што сака твојот бренд да пренесе или кој тоа чувство што сака да го Да. префанчи. Гледам после така некои сега не знам да не сгрешам, некој потака наши нели лабави модели, онака по-чил нешто, значи не е нешто стегнати некои, каже го мајци или нешто. Да. По-некој лежерно, по-некој чил. Стритвер Стритвер. правецо Да. што го Тоа е мој некој импресија тој. Да. И сакаш да се осеќаш онака баш претпоставувам дека нели нешто лагано, онака стрит, онака знаеш дека си речем со тек на времето, знаеш и нели отприлика што носат како носат другите и тоа е убаво дека имаш визија, дека знаеш какво е чувство сакаш да го даеш на луѓето што купуваат нели на твоите на твоите како кажам на твоите клиентела или на таргет групата што ти е. И така тоа сакаш да прашаш, имаш ли некоја специфична некоја таргет група, пример од толку години или некои специфични интереси или некој имаш ли замислено? Знаеш како, таргет група е многу битен дел, нели? Што мислам дека денешно време што и да правиш, кој бизнис и да го тераш независно која индустрија. Да речеме онака по таргет група би ги ставил луѓето од кај 15 до 30 години. Што ќе се допадне, еве како ти што го опиша, тај стил, значи еве вака, односно луѓето што баш да речеме, мислам дека се изразува еве музиката што јас ја слушам, некако гледам дека тие луѓе што ја купуваат обликата ист некој тип на музика слушаме. Што жанр е тоа? Па јас поштувам многу хип-хоп, рап, како и да е. И еве да речеме последната официјална, тоест предпоследната официјална колекција што извади се викаше Me vs Me. И инспирирано од Кендрик Ламар, не знам дали го знам. Да, добро, сега сепак. Bitch, be humble. Онака, како повеќе јас растам и нели со сите животни искуства што ги баш мислам дека тинејџерството е многу битен период онака во животот кај што ко осозреваме и ко стануваме ние тие што ќе бидеме натаму во животот. Тоа фактички може еве по некои цитати или некои да речеме текстови што се употребуваат во моите дизајни може да се примети дека е нешто стварно има некое, барем за мене имало некое значење, верувам дека и за другите луѓе и текстот што ми ја инспирира таа колекција конкретно беше It was always me versus the world until I found out it's me versus me. Јасно. Што онака птен, значи знаеш. Да. Еве, тоа чувство што ми го предизвикал, да речеме тие две линии, јас сум сакал да го пренесам во вид на мајца за да го предизвикам јас кај другите луѓе. Кај тие што ќе ја купуваат мај. Као текст малку или Да. Во овај момент може да
Отвориш майцата и да го прочиташ текст. Леле, значи, моя гости ми даде поклон и мой приятел гости ми даде поклон и чисто само да кажем, ако некој викам подкаст, не мора да ми носите поклон. Мисля, не е морално, не съм грешал, ама ово е много добър момент. Благодарам много. Чекай. Оп, стикери имаш внатре? Ай, стикер, че имам. Да, мора. Не е фискално. Знам шо да не. Нажмам на лаптоп. Има още един. Чернобел. Сега ще ми кажа за истия Да. цитат. Сега ми така нищо не се сложи. Сборам си да се сборам. It was always me versus the world until I found out it's me versus me. Unknown Movement presents white long sleeve designed by DMF/UM from Me versus Me collection released in February 2021. This garment is very exclusive. Very nice. Може да се просто облечем, правим 3 секунди пълна сака на носа май. Я против свето. Да. Остави ти против ти. Усекам се ин. Ще ви рекли бубрите? Ева, това е момент. Това ли е момент? И сега, на що се носи, да праш? Това, кой какво се усека да си я нося, трябва да си я нося, да. На тренерка не се усекам се. Нося на някоя... Па да, на тренерка... На някои фармерки нещо или на някои църни фармерки или Тексас или нещо такова. Ки найдем някакво комбинация. Чекам Outfit Picks после. Outfit Picks, не платени реклами. Иди ги става. Екстрем. Иначе цялата философия от Me vs. Me е много дълбока тема и е много интересна. Значи, аз имам разработено, и аз съм разработил, ама има ми се, каже го на мене, на главата ми си има вратено, нали, Me vs. The World е онова дека, споредуваш со цел свет. Споредуваш се со како да кажем, споредуваш се со луѓе што имат некои нереални предности кон тебе. Споредуваш се со некои, каже го, личности или група на луѓе што не живеат у исто околина, не се пораснале на исто место, имале се пример други некои привилегии или не привилегии или било што, и на некој начин ти се споредуваш кон целиот свет, кон Me vs. The World. Благодарение на социалните мрежи, до пред 100 години е било, у моето село е супер, ние сме супер, аз съм най-добри в селото, свакаш. И сега е, онаа фраза што викаме ние по-добро прв у село или последно град, и порано, рече, много луѓе се биле прв у село, а сега си цело време си последно град. Значи цело време и у градот да си најдобар, па си последно град, тука отвориш Инстаграм, ако ти си купиш глисер, има некој што има јахт. Ако ти си купиш куќа, има некој што има вила. Да. Ти си купиш, што знам, кола, има некој што има тенк. Знаеш, и тоа цело време те боди watch. И цело време е You vs. The World. Знаеш, цело време. И додека не свањаш дека треба да се споредуваш со ти што си бил вчера, или ти што си бил некни или пред недела, и така, единствено така мереш реален некој прогрес, тогава веќе тук се губиш. И тоа е много јака, според мен, таа философија и баш убава тема на која што се разработил. Убаво е да има цяла таква филозофија позади тоа што викаш. Да, дефинитивно. Тоа, барем трудам се да биде така, знаеш, да не е само кул нешто што изгледа, да се стае на мајце и тоа е тоа. Дизајни можеш да направиш 100 еден ден. Така, и можеш да направиш 10 колекции, каже го 10 колекции 15 годишно. Да. Не знам какво е, колко колекции отприлика от годишно или како. И аз првите 3 мајци што ги избориме, што ги извадил 2018 јули, ми беа онака мајци, односно колекција да се каже, што кај што извади 3 работи одеднашка. После натаму, да речеме од следната, последниот дроп, па се до оваа колекција, и аз се што вадеше беше онака, да речеме, едно парче на 2 месеца. И онака, како ти што прочита на мајцата, this garment is very exclusive, тоа ми е и целта
пози taj маркетинг мув е да бидат ексклюзивни, значи обявувам нещо лимитирано, да речем 30 парчиня, сега ти е шанс да го купиш, колко се продае, толкова и то е това, мислям, няма ни за близки, ни за най-близки не се прави, значи няма, то е 30 майци и то е това, завършена. Пример кажу на 30, сега съм провел по повече, по по-малко се зависи, не ли с отек на време, бройките си растат нормално. Дори оваа колекција, ова ми беше првото парче, мислам дека февруари пишуваше, извадил съм во февруари, после извадим наочери за сонце у мај, па мајца у јули, па онакви tank tops, crop tops за женски, не знам, кој месец беше, не е битно. Сакам да ти кажам, па сум го користил таа маркетинг стратегија и за, иако е било представено како колекција, пошто и мене повеќе ми одговара, некако си даваме повеќе време и на мене да му се посветам на секое парче посебно и доволно колку што треба, отколку онака да си сфорсира одеднашка и после некако да стагнира, да стагнира и маркетинг и онака и возбуденоста кај луѓето за што ново ќе иде. Вака цело време и даваш нешто, ранеш ги со нешто ново свакиш, да речем секој 2 месеца. И последното нешто што го направи е со едни дечки да плаг МК. Да, они се уствари препродават стритвер и хайбист облека, онакви некои по-скапи, по-ексклузивни парчиња, да речеме што тешко е да ги набавиш тука. И онака со нив исто многу интересна приказна, ако сакаш може да не влеземе у тоа. Да, слободно, има време што сакаш. Исто онака, уште пред да се знаеме на било какво лично ниво сме се многу поштували, мислам онака, и јас сум ја поштувал нивната работа пред да знам кој стоја позади неа, исто така и они моите. И целата приказна со нив почна, мислам дека беше дефинитивно беше у почетокот на корона, сега дали е било лето 2020 или мај, не сум сигурен, април, немам поема. Кој ден од нив ми пишал на случајно DM на Instagram на Unknown, као свига ми се твојата работа, на англиски беше пишувано, свига ми се твојата работа нешто тај стил, спремам онакво, кој се вика, thesis за факултет, мастер thesis, сакам да пишувам за македонски брендови, нешто слично, сакам да ми кажеш која е филозофијата, баш тоа сега, што е приказната позади твоја бренд. И јас, пошто не се беше рекламирал на никакво интернационално ниво до тога и претпоставуваше дека некој македонец, само што пошто и јас го користам некој што да речеме подобро се изразувам англиски у некои ситуации. Му врна на македонски, ми кажа као ако можеш врни ми на англиски, јас му врна на македонски, врни ми на англиски, пошто не разбирам толку македонски. Ја беше окей, знаеш, враќам му. И размениме тука неколку пораки, јас викам да те аднам на приватниот. И он тука ми кажува дека уствари он е еден од луѓето што стоева поди да плага МК. Јас да плага МК и пратам уште од кога се почнале, да речеме. Немам поема кога се почнале. Али тука некаде, мислам дека пред Unknown Movement да почне, али тука некаде. И многу ми беше мило, знаеш, што се пронајдеме на таков начин со Веле се вика, поздрав до Веле. И со Веле останаме онака у контакт, тоа лето направиме giveaway, што беше првиот giveaway на Unknown Movement. И јас не практикуваше да правам giveaway, пошто некако така ми се губе онака ексклузивноста. Да речеме, ама некако така се осети у тај момент и мислам дека треба да си услушаш онова gut feeling. И тоа беше многу добар потек, затоа што ептен се, мислам, не толку многу како што сме сега, али онака останаме у добри односи и Веле уствари ми пишувал на англиски затоа што он е македонец, фактички роден у Канада, 18 години, на 18 години прв пат доаѓа во Македонија. Да учи факултет и он не отие морал, тука отие сакал, научил македонски, што онака мене толку многу впечаток ми има оставено. Браво. Стварно мислам браво за Веле, онака баш ме еве тоа ми е инспиративен момент за мене, сваќаш. И останаме у контакт со Веле и он тоа лето кога направи giveaway од 2020 кажа јас се враќам у Канада и не знам кога ќе се врнам во Македонија. И окей. И
некоја коинциденција, немам поема, не се сеќавам што беше причината, он ми пишува август некаде и јас се враќам у септември да се видиме и да правиме нешто. А причината за тоа зашто он ми пиша да правиме нешто е затоа што пред некој месец јас онака почнав викам ти останавам контакт, праќам му дизајн еден онакви коцки за играње, знаеш. За играње што се оние коцки со до 6 што одат. Да. И на едната страна беше моето лого, Unknown логото на стикеруша. Зарови се вика ту таблет. Како? Зарови. Зарови? Не сум знал. Не играм таблет. И праќа ми и он ми вика, пошто Плаг се двајца, вика, Никола, значи другиот Плаг, има многу сличен дизајн. И ми праќа дизајно и он беше направил со домино нешто. И викам ова е знак дека мора ние нешто заедно да правиме, знаеш. И он кој ми пиша идем у септември, мислеше претпоставувам на тоа да се видиме и да видиме. А јас беше ептен, пошто онака стварно уживам да соработувам со некои луѓе што ми инспирираат мене, знаеш, да не е некој чист кеф. Да, буквално. Мислам, надевам се дека инспирацијата е двострана. Да. Така да, тоа е, Веле си дојде, споиме се и дојде јас за Скопје една вечер и таа вечер мислам дека беше онака една од најкреативните вечери што сум ги имал во животот. Прв пат се запознав со двајцата, со Никола, значи со тај што живее во Македонија, не ни беше толку зборил ни на чат, така да онака ептен и он ма знаеш го тај момент, со некој едноставно од прва се уклопуваш и уклопиме се и договориме се дека ќе го правиме тоа и туку што одма почнеме, значи буквално седнуваме и може за пола саат време од вечето што е траело, може 5 сата, ние веќе улеземе, значи како едва да чекавме да излезе нешто од вас, да. Да. И после некое време, мислам дека септември или октомври, не се сеќавам, кога беше они дојдеа у Штип исто, поседеа викенд, нешто продолжен викенд беше и тука го наказа бетонираме идејата е смислиме го целиот концепт, се направиме и колекцијата се вика The Plug is Unknown. Сега ми е јасно што е работата. Да. Ја гледам и викам сега, не ми е јасно што не знам. Добро. Кој дел не ти беше јасно? Па не знаеш што е The Plug конекцијата со Unknown. Значи не ми беше јасно што е работата. Да, пошто нели зборот The Plug така. Генерално се користи за некој unknown лик што треба да остане unknown. И за тоа е The Plug is Unknown. Мислам дека онака беше тоа име што треба да биде за колекцијата и нема двумење, како тоа беше решението и објавиме колекцијата, 3 мајци на длги ракави беше, капа зимска бини. Добро. Раг оноа Чергичка, да. Што ја прави Никола од Плаг, значи он си има свој бизнис. Браво. Мора да оспомнеме, извини, не платена реклама. Good Mood Rugs. Good Mood Rugs, значи на Инстаграм. Да, Good Mood Rugs се на Инстаграм. Мислам дека Good Mood Rugs беше. Значи стварно онака Никола многу голем визионер, можам да кажам, и секој што нешто уникатно пристапува. И таа колекција извадиме, направиме поп-ап шоп у Скопје у Котур. Не знам дали си бил. И многу добро преминава, на тоа ми беше еден од, да речеме, како да кажам, highlights на 2021, затоа што уште од стартот на Unknown момент сум викал моментот кога ќе направам настан у Скопје поврзан со Unknown, знам дека веќе има некој сериозен напредок сваѓаш. Некој клауд веќе. Да. И тоа е накратко тоа што се одвивало со Unknown во последните 3,5 години. Значи во што спомна сега дека имаш колаборатори. Мислам со луѓето што се колабирал. Добро. И мало е нели најдал си на некој начин, како кажам, луѓе што многу слично размислуваат на тебе или да речем исто. Луѓе што кажи го што те сваќаат твојата визија. Луѓе што нели па у истите води со тебе и викаш кликнале сте исто, знаеш како едно исто да се како заедно се проснали на иста визија имат, Да. Што правиш со луѓето што ја немат таа визија? Што правиш со луѓето што не те сваќаат што правиш и зашо правиш и како правиш?
И само од страна до фрла тоа волонтерот, просто мора да има секој така. Да, Што правиш? нормално. Па најискрено, најреално да бидам, доста ретко се случувам с такви луѓе, мислам тоа не е нешто дека се фалам или не е дека нешто, тука едноставно тоа е реалноста, дали може тоа јас така си ги сваќам, не ги сваќам многу сериозно. Така. И не треба. Да. Да. Мислам дека баш YouTube, тоа што беше јутубер, но онака ми создаде некој имун систем за било какви критики и добро. Мислам дека некоја добра критика. Да. Било каква критика, дали е добронамерна или со лоша намера. Има хейт и критика, нели? Да, дефинитивно. Познава се, јас. Да. Оно што е хейт, баш како што викаше, многу кристално чисто е дека има некоја негативна енергија поврзана со него и тоа мислам дека не треба да го сваќаш никако во секој случај, мислам. Да. А критика прифаќам, тоа мислам како што кажа, не сум имал некој конкретни нешто, некој луѓе ме поддржуваат, сега тоа сигурно ќе се мене со тек на време, може колку посериозно. Оти релативно сум млад, дали може имат си како некоја резерва. Да, не нешто како полабави со мене, можеби е тоа, можеби стварно и се допаѓам на поголемиот дел на луѓето. Така да. Тоа е. Многу битно што спомна, викаш луѓето ме поддржуваат. Значи тука за некоја таква работа кај што треба да експериментираш, кај што не си сигурен, почнува нешто кај што правиш сам, претпоставувам дека треба ти поддршка, пример од пријатели, од фамилија, од луѓе околу тебе. Тебе какво ти искуството? Имаш генерално голема поддршка од луѓето што се околу тебе? Да, дефинитивно. Од фамилија мислам дека најголемо што можем, Така. Без никакво двоумење или без никаква се најдобро, максимум. Да, не, тоа многу е битно да имаш многу е битно, да. Значи, друга кога некој од страна си ќе те критикуваат или од се, друга кога имаш барем, нели, имаш малку поддршка или некој кој те бутка или кој вика, знаеш, во е добро, тука оди, тука, знаеш, малку ветер у грб, што викаме, да. Па некој малку да те подбутне. Така да, од тај аспект е многу битно дека треба да бидеш ментално јак, нели, у таа смисла што викаш да прифаќаш критика, ама и да си тераш малку и по свое. Значи у тај смисла као, окей, за некои работи да прифаќам критика, ама за некои работи правам си го тоа што сакам и правам си го тоа што замислувам и веќе нема кој да. Нема кој може да ми смене визијата. Еве, тоа е за мене, на пример, ми versus me, конкретно, баш како ти што кажа, за некои работи едноставно си тераш, преходно знаејќи дека може нема да го има тај резултат ти што си го очекувал, ама ја едноставно со тек на време и животното искуство позади мене, не сум јас некој стар, али сепак мислам дека треба се што ти се деси во животот, дали е добро или лошо да си го сваќаш како лекција, ме научило дека што и да се деси, онака ако го осеќаш од унатре, дека треба и да го нема резултатот што си го очекувал, дека тоа има некоја позадина и ако не сега, натаму ќе ти биде со некоја ќе ти помогне натаму, да речеме, на некој начин. Ќе има некој бенефит за идно нешто што ќе ти се случи. Да, и за тебе и за твој личен и професионален, личен професионален развиток. Добро. Што мислиш ти дека може да се направи или на кој начин мислиш дека можеш ти да ги инспирираш, пример, некои на личности или луѓе што се околу тебе, што се твоја возраст, постари од тебе, помлади од тебе, некој, нели, што се на тие години кај што ти се почнал, на кој начин мислиш дека најефективно или некако можеш да ги инспирираш? Па, јас искрено сега не се толку фокусирам да инспирирам некој, затоа што мислам дека ми е рано уште да инспирирам луѓе, иако сигурно имам некакво влијание, барем минимално врз било кој. Така моментално јас се фокусирам на терам си го тоа што си го веќе правам. Мислам дека онај дел кај што ти инспирираш луѓе си доваѓа сам по себе, значи доваѓа отпосле. Да, со делата, со секоја постапка, со дали некоја парче облека, пример, може ќе му се свиѓа некој, утре
Ќе стане он, ќе почне нешто свое, дали некое видео, дали некој ефекту видео, пример. Почему јас сум гледал многу, да речеме, спотови или нешто такво, што онака до ден денеска колку да сум ги изгледал 15 пати, 20, 30, кои ќе ги изгледам, имам си некое посебно се поврзувам со нив и секогаш ме инспирират. Сваќаш и верувам дека тај што го е направил тај спот не е имал некоја цел за да ме инспирира туку, или не мене, било кој. Туку самото по себе, онака некој што си има нешто свое за него, нешто креативно. На крај на денот мора да инспирира некој друг. Така. Значи тоа се доаѓа само по себе и само по искуство и ништо не треба да се форсира, предпоставам. Да, дефинитивно. Мислам да не форсираш твоја идеја, да не бидеш наметлив. Тоа што си сакат, пример, луѓето, тоа ќе си го добијат. Баш така. Пример, тоа што си сакат, тоа ќе тоа треба да си го пружиш, тоа ќе си го примат самите луѓе. Не треба да бидеш наметлив од такви некои работи, сега мојот бренд е најдобар или во или ово. Тоа треба да си оде баш како што викаш, онака фристайл, дека баш free flow и предпоставувам од таква некоја како да кажем, од таков некој стейт си најкреативен или да речем најдобро си изразуваш и пример можеш најдобро сваќаш што би се свиѓало на другите луѓе или нешто или пример што ќе се свиѓа, што нема да се свиѓа на самите луѓе. Не знам, имало си искуство пример со некој парче облека или нешто што си го направил, па имало некој негативен фидбек или нешто си утнал или нешто такво. Па знаеш, или не имало нешто драстично, пример големо. Не би рекол дека имало нешто со драстично голема некоја утка, што би рекле ние. Ама онака спремен сум, мислам, и да се случи нешто такво, како претходно што кажа, тоа е тоа, нема што тука сега нормално пример некои парчиња минат многу подобро од другите, тоа не значи дека не се добри мислам, тие што не поминале или сичо, тука едноставно луѓето си има вкусови, се искуство, дали еве да речем, може периодот не сум го погодил, пуштил сум нешто на лаѓе ракавил март. Пример некои такви работи, сваќаш? Ама едноставно тоа си го сваќам така како што е и учам си од грешките највеќе што можам. Да, мислам во да кажувам за да ширам негативна енергија или нешто такво, ама малку сум неколку години сум постар од тебе и чисто сакаше како советот на каде ти дам дека некој пат можеш ќе направиш некоја утка. Можеш нешто ќе направиш. Дефинитивно можеш ќе направиш. Не, сигурно правам. Сигурно и нешто ќе направиш. Тај дал да не се случајно, ни случајно да не се демотивираш. И сега да нема многу филозофирам, ама па изрека тај нели некој тај што работи тај греш. Значи па треба да направиш некоја доза на квантитет и во секој квантитет мора да има нешто што штрчи или нема да биеме. Тоа не значи дека дека е тоа нешто неквалитетно или нешто. Па си ти уложил време, па си ти уложил мисли тоа, па е нешто створено, па е нешто креирано. И не значи дека пример некој дел ако него сака. Па за секој си има, кажи го секој си има свој посебен ниш. Примерете, ние работиме со мотори, има попродавани мотори, има средно продавани, има по-непродавани мотори. Сега тие што се помалку што се продаваат мотори, тие не значи дека не се добри, или не се добри, или некој не е посветил време, или не е убаво склопено, или е град или нешто. Па се купуваат. Па си некој си купува на крај, ама има си посебна клиентела, пример за некој модел на мотор или за пример некој големина или пример некоја форма или боја. Има си само треба да си го најдат луѓето тај ниш, што вика. Точно. Значи и некој пати тоа што мислиш дека си го направил добро, да во кажи го лошо, не мора да значи дека е нешто лошо. Значи дека е може да е малку помалку популарно, можно е. Ама и на крај крајшти од тие некои грешки може да се научи од како што претпоставувам, знаеш дека од грешките од утките навики учиш, нели? Како не треба, што сум сгрешил, кај сум сгрешил. И според мене тоа колку ќе направиш дури повеќе грешки ако направиш и ако научиш и ги адаптираш, тоа е многу поголем некој индикатор на мене за персонален и за личен развој, него ли нешто ако правиш и цело време се да е супер и се да е добро. Дефинитивно. Тоа е полагано, не лагано и кога тогај опушташ се, нели? Окей, направил си и после кога ќе треба да се справиш со некоја криза, паднеш.
Да. Просто нема да знаеш да се справиш с тази Да. криза. Значи не зборам само от него пишал от него коментарчи. Зборам пример, сега, моят пример, донесам някоя тура пример, точици или мотори или било шо и въобще не се купува. Или не. Или ти Да. нещо направиш, някой въобще не се купува или нещо. Значи, ако се десе нещо такво, трябва па да знаеш така, окей, чекай, кай съм сгрешил. Той е най-хубав показател да знаеш по точно, що си направила грешката. Да, Веки да. и знаеш и после чукаш се по глава. Не се чука по глава. Погледай си главата. Знаеш, Така. направил си нещо и научил си веки е много голямо изкуство. Значи ти век си направил, някой друг няма да го знае, някой друг я направи грешката и това е голяма привилегия. Кой ти каже? Точно. От тай начин. Значи, грешките са отприлика тия, сошо и да работиш. Ама имперфекцията е уметност. Знаеш, Дефинитивно. то значи дека се работи, дека имаш голяма доза пример на работење позади те. Па и у видеовлогови и у се колку пример ютубери. Такво, ако сакаш слободно стај својчката. Колку такво, да му бецме шо. Така е, на кафе. Зборим беше колку ютубери нели прават илјадници, стотници уствари видеа ово на терапето, па направат едно како што не треба, па и канцелират или нешто, значи. И тоа гледаш на толку многу пазборени или јас сигурно теком на овај подкаст. Вие 13 епизоди, 14 што ги имам. Околу 3-14 сата зборење има, примерно, просто по 1 сат. Сигурно сум кажал нешто што нема врска и едно ќе кажувам нешто што нема врска. Да. Ама треба да знаеме, нели, до кај сме, кој сме, како сме. Да. Така. Што е за тебе мерило за прогрес? Твое мерило. Ти како си го мериш твој личен прогрес, примерно? Размислувал ли си на тази тема? Нема погрешен одговор, пази. Да, дефинитивно нема погрешен одговор, само да мој личен прогрес, па може еве да се каже дека мислам дека има прогрес кога донесам да речеме некоја одлука врз основа на некој преходна градено искуство. Да. Пример. Така. Да. Мислам, тоа е интересен начин ти не можеш да донесеш одлука, ако мислам таква одлука базирана на искуство, ако немаш изкуството. Точно. Изкуството ти е мерило на сработена, например, работа на нещо. Това ти е много добра лайка. Много интересен, нетипичен отговор. Мислям, нетипично добър отговор. Предпоставям, някой обичен отговор би бил, па сега Лани продаде 20 майци, сега продаде 30 майци, 2 години ќе продавам 40 майци. Да. И това ми е прогрес, сакаш. За некој може тоа е прогрес. Да, не. Нема погрешен одговор. Да, знаеш, затоа зборам нетипичен одговор и тоа е некој многу. Јас морам водичка да си ставам, извинувам се. Слободно кој збораме сад време. Воопшто не се замари. Мислам, не знам, многу сакам повеќе младец има како тебе, младец. Зборам околу твојата генерација. Многу така сакам повеќе да има визионери. Многу сакам повеќе луѓе да тоа што го имат на ум. Значи може да е од видео правење до коси правење, до шминкање, пример, или туториали за шминкање, пример, за вечини. Што ми доваѓа сега на ум? Факт, не ми сака збор. Може некој сака, пример, да реновира коли. Може некој сака да снима влогови за поправање на коли или за било шо. Да. Некој сака што знам, влогови за скейтинг или за точци возење или за било шо, или може некој сака нешто да направи, сакаш тоа кој што се си го бива. Мојата молба е што да бива или мислиш дека ти бива или што ти е интересно, како што те вади од такти. Кога седиш на час, пример, и кога ти е досадно што мислиш. Да. Од прилика тоа треба да е. Тоа треба да го правиш. Да. Не, супер ти е размислувањето, да. Не знам, сакам малку така да има разборичкување да си имат некоја своја визија и да знаат што сакат да прават во животот. Поготово младите деца, да не е само да јас свакам дека и без Facebook и без Instagram не може и јас од тоа кажа го некој пат, нели, зависен сум закачени се во интернетот, ами има работи што ќе ти однесат путат 100 пати поголемо задоволство. Да. Ако само и посветиш мани. Значи или и јас би кажал пример, многу луѓе кои се ме прашувале што ти е на тебе, ти како си почнал. Не битно зашо и порано, пример, кога сум снимал, имал некои луѓе што се ме прашувале, ако не сум бил не ќе да кажам успешен, ама може не се толку луѓе знаеле што правам и слично.
И мојот совет би бил, например, само дека прво нешто е, еви што збориме за твој подкаст, е да почнеш. Мислам дека тоа е многу голем, тоа е тоа. Треба да почнеш, па после јас би играл така, ако почнувам нешто ново, да ќе прво почнувам и после се усовршувам, затоа што мислам дека многу еви јас преку брендот сум запознал многу талентирани, да речеме, графички дизајнери, што далеко поталентирани од мене. Што спремат цело време, спремат нешто да прават и они да почнат облика, ама никако да почнат. А ако почнат, верувам дека лом ќе направат, сваќаш. И тоа е, мислам дека... Не кажи да почнат. Ја направо не кажу. Епа, не знам дали сега баш беше времето да не икаш. Шалам се. Да. И баш пред некој време ми пиша еден тип на... Се не сигам дали на мојот профил лично или на unknown, као баш тоа бил на факултет, спремал нешто, направил некој дизајн, сакалам да почне да снима. Сакалам да почне да праве исто мајци или шо и да. И вика шо би ми кажал ти, како шо ја викам, не едно ќе ти кажам, почни. Па натаму види како ќе те тера. Пошто јас сум имал колку 14 години кога сум го прочитал тоа, значи колку и да сум се спремал, па имаш 14 години, па имаш време да учиш. И на 40 да го почнеш, мислам дека па имаш време да учиш. И не треба да ти би криво. И на 14 или на 20, да, 25, дефинитивно. 30. Значи, јас почнав подкастот на 24 години. Поточно, чекай сега. Една година има 20, па добро, тука нека 23, не знам дали беше напълно 24, не битно. Но никак път не казвам. Јас знаеш што взимам пример. На маратонците, ултрамаратонците, тие што трчат, тие што те немат ништо што правиш, да трчат. Тие на олимпиади што ти дојдеш да трчаш 100 км, значи треба многу време да имаш. Ама па тај дојка седел на час, он не мислел да трча. Не е битно. Да. Не е битно. И такво. Сите тие кои гледаш, пример, светски првенства у некои маратони, нема некој од 20, од 35 по, такво кажи го, по-млад. Шо знам? И сега, тешам сега, чекам 35 да почна да трчам. Но како, знаеш, потрчи малко, знаеш, поправаш се или оно, чекай се, рано ми е сега, рано ми е, не касно ми е, треба малко, таа малко стигна да... Дефинитивно. Да. Нема некој мислам дека правило за почнување, нема правило. Да, дефинитивно. Само треба да си имаш визијата, значи мислам луѓето треба визијата. Да. Сакаш ли нешто? Тоа е многу битно, мислам, да не го изфорсираш, значи да не се онака. Ама треба да седнат луѓето да размислуваат битај. Значи, ако седеш на телефона по цел ден, јас да отворам скрин тайма на 99,100% од луѓето, пример, те од вашата генерација, сигурно не е нормално голем. Значи, клавам се дека Инстаграм времето што седат на Инстаграм е сигурно поголемо од 5 сата. Дефинитивно. Можам да се клавам. Знаеш ли што за 5 сата? Порано сме ги имали тие 5 сата, сме играле, ти си снимал видеа, не сме били толку многу закачени технологите. Сега може многу потешко на некој 3-14 години, 15. Оти го има, пример, Инстаграм, го има Фейсбук, го има ТикТок. Пример, јас сум малку од таа генерација што фала Богу, не го фана толку многу ТикТок. Мислам, имам другари се и што седат, ама ја сега се премно го стара за ТикТок и тоа ми е добро. Технологите. Да. И многу време у кое што можеш да размислуваш за самиот себе, за твоите цели, за твоите визии, за тоа што сакаш да правиш, за тоа на кој начин сакаш да се изразиш, за тоа на кој начин сакаш да придонесеш кон општеството или било каков личен персонален развој, го губиш ти у гледање на контент или у голем дел што ти носи само краткорочна, краткорочен буст на серотонин. Баш добро. А много долгорочното и мислам дека многу луѓе сега сакат да речем коса преку ноќ. Тоа мислам дека е онака еден од поголемите проблеми баш на нашата генерација, што многу луѓе дали на нашата генерација, ама приметувам кај луѓето, јас дека многу луѓе се наклонуваат на некои кратки задоволства. Баш како ти што кажа, краткорочни лачење на серотонин. Баш така. И тоа мислам дека, тоа мене што ми е помогнало, сега тоа
То си има добри и лоши страни, па не трябва ни превеќе да се фокусираш на нея. Тогава Да. кај ти е уживањето у живот. Дефинитивно. Малко трябва и усегашност. Точно, да. Ама, Все некој баланс. да. Усегашноста да речеме, да живееш со цел да не да ја подобриш иднината, ама на некој начин и тоа. Да знаеш на къде тераш. Да знаеш на каде тераш, да не Значи, совети до младите што сакат да стануват некој вид на ентрепренеури или предприемачи или артисти или било што, фокусирате се на тоа вас што ви доваѓа дум додека ви е досадно. А сакаш да се надоврзам дека ако не ти е досадно, не ти доваѓа тоа на ум. Ако си со телефон цело време му рака и примерно цело време изјапаш, не може да ти е досадно. Не може, точно. Колко ти доваѓа на ум тоа. Многу страшно намалување на капацитето и така да час некој дури преферирам да правам некои активности кај што не можам да го допрам телефон или да не се дефокусирам, да не се деконцентрирам, или да правам дистракции. Еден кажи го, една личност близка до мене ми подари на книга, вика се Клубот 5 на утро. Знам ја. Да. Тука доле стои. Да, има цело погледа посветено на дистракции за се. Ако сакаш кога ги завршим, ќе ти ја дам, да. Мислам дека има. Да. Да почнеш да читаш. Мајка ми мислам дека има, така да. Од неа мислам дека ја знам, да. И збор ми беше дека правам некои активности, пример што не можам да се реактирам. Значи, кога спортувам, преферирам да возам точок или да одам на пливање ути, тогава и не можеш да го, примерно, да вземеш телефон и да го носиш со тебе или што. Било што кога вежбаш телефон урањето, сваѓаш некои такви работи кои што не може да ми стигат им нотификации се. Затоа и може да мислам дека затоа и не носам некој смартвоч. Не си им купил нешто, пошто ми е као зашо и на саато? Повеќе дистракции. Зашо и на саато да ми стигнува нотификација? Се убаво и тоа се, може ќе земам некој пат за ако сакам да си следам активности. Да, нели точка во зајни овој. Тоа ама и на саато па да ми стигна, па имаме дура вчера ми покажува, гледа ги запозна, и тастатурка на саато. Викам ти, кој? Па за немиот телефон го вадам од джебо на тастатурката, па и некому си јави, па и на саато, па да. Има до офис, знаеш ли серијата? Нема ме гледано, ама знам ја, да. Има еден тип, тај Рајан, и многу интересно. Беше ми интересен момент, тие што гледат офис на прави некоја компанија, пушта ја, дали Свиш или Свуш или нешто такво беше, или Смуп, нешто такво беше, небитно. И визионер бил уште на времето во офис кога се правило, некој кога ти нешто пише, значи стигна ти порака на телефона, СМС, стигна ти пейджер, стигна ти мейл, и на факсот ти стигни и на телефона што е тоа. И сега кога нешто, менаџерот седи, тука некој пишува, и тука принтери се пишат факсови и се ова, и со всеки баш. Да, како тоа време. Значи ти пример ти ако улееш колата, ако имаш Bluetooth и ако имаш смартвоч на колата. Да. И сега кога ти звони некој, звони ти колата, звони ти вибрира ти телефон. Вибрира ти телефона и ти мислиш кој е што се дешава. А сваќаш ги прашувате некој што правиш. Јаде ли? Звона ти да ти кажеш дека и осигурувањето на колата истечено. Да. Да си обноваш. И така. Давајче. Благодарам многу што дојде на подкастот. Ја мислам дека многу беше топ. Фала ти на тебе и на поканата. Не, фала многу и на мајчката, знаеш дека ќе си носам и ќе најдам нешто на кој што е стајлинг. Кажи го е стајлинг. Соодветно, ќе си земам еден бини. Да, готово. И малку повеќе слушам хип-хоп, иначе сега сум некој минимал техно филм нешто. Не, окей, мислам, застанава на хип-хоп, ама пуштувам јас хаус техно се. Така си прав фит за... Не, мислам дека имаш идеја за наредна серија, за кај нешто. Така треба да целиш. Да. Ништо, фала многу што иде. Фала на тебе. Мене ми е чест и надевам се дека тоа што го правиш, нема да престанеш да го правиш и дека ќе одеш само напред. Кој да било твоја дефиниција и така. Фала ти. Фала што ме викна и надевам се ќе правим некош втора епизода па. Тоа кажеш. Договорено. Така. Дечки, чао. Фала.